Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, а ова е новото издание на емисијата Студентски парламент. Денеска тука малку повеќе за работилницата што минатата недела се одржа во Студентскиот информативен центар на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во рамките на проектот Подршка за транзиција на кариера во Северна Македонија. Проект кој го спроведува Светскиот универзитетски сервис на Германија со финансиска подршка на покрајната Северна Рајна Вестфалија, а во кој е вклучен и Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Имаме повеќе разговори со учесници во работилницата, па останете заедно со нас да ги слушнете и секако да се запознаете повеќе со овој проект. Рече ке ме сакаш, дур си жив, дур си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така?
Како што кажавме во најавата, во рамките на проектот Подршка за транзиција на кариера во Северна Македонија, кој го спроведува Светскиот универзитетски сервис на Германија, ВУС, со финансиска подршка на покрајната Северна Рајна-Вестфалија, со кој се опфатени сите државни универзитети во земјава, минатата недела на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола се одржа работилница за изработка на CV, креирање на мотивационо писмо, симулација на интервју, кариерно советување и вмрежување. Со овој проект се поддржуваат талентирани млади луѓе со диплома или магистерска диплома од државните универзитети во последната фаза од нивните студии, кои имаат за цел да ја започнат својата кариера во матичната земја. Програмата вклучува месечни грантови од 250 евра за практиканска работа во организации или компании, и тоа минимум 3 месеци, максимум 6, потоа одржување на семинари и тренинзи за вработливост, обуки за апликации и подобрување на вештините на младите и започнување бизнис и можности за вмрежување. На работилницата, што се одржа во студентскиот информативен центар на УКЛО, беа присутни 20 на студенти од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, од Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје и Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Како што кажавме веќе, разговорите што ги водевме со нив, но и со одговорните од проектот, ќе ги слушнете во нашата радиопрограма во ова ново издание на емисијата Студентски парламент. Во организација на Центарот за кариера, алумни до животно учење на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Светскиот универзитетски сервис на Германија, ВУС, се одржа работилница за меки вештини за студенти на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, но исто така и за студенти од други државни универзитети во Македонија. Но повеќе за работилницата и за соработката помеѓу Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Светскиот универзитетски сервис на Германија разговараме со доктор Гоце Марковски, советник за кариера, алумни до животно учење и одговорен на Центарот за кариера, алумни до животно учење на УКЛО. Добар ден и добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Добар ден, Сонја, добре ве најдов и поздрав до сите ваши слушатели. Соработката помеѓу УКЛО и ВУС започна од минатата година и еве ова е веќе продолжение на интензивната соработка, би рекле. Точно така, Сонја, значи како резултат на успешно завршената активност минатата година, успеавме годинава да добиеме грант од World University Service Германија, кој е поддржан од покрајината на Северна Рајна-Вестфалија, активност Transition Support Macedonија да се продолжи годинава, што значи дека и на студентите кои се во завршна година, односно кои што се пред дипломирање или се 6 месеци дипломирани, може да бидат дел од ова програма, која овозможува платена практиканска работа во време трајање од 6 месеци, а за сето тоа време да добиваат финансиска поддршка од 250 евра месечно. Како беше интересот на нашите студенти, тука мислам на студентите од УКЛО, за учество во оваа програма? Интересот на вистина е голем, бидејќи ова, како што спомнав, ние втора година, минатата година беше пилот проект, успешно го завршивме, како резултат на таа успешна завршена активност, всушност ни представуваше една виза за продолжување на овој проект годинава. Имено сакам да кажам дека проектот се однесува на студенти кои се од завршни години на сите државни универзитети во Република Македонија, вклучително и нашиот универзитет, односно Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Активноста започна, како што споменав, минатата година. Релацијата беше помеѓу Центарот за кариера, алумни до животно учење со проект менаџерот за Македонија од ВУС Германија. Направивме низа активности кои беа споделени со на вашите и наши слушатели. И на крајот од минатата година имавме еден завршен настан како резултат на успешна завршената активност, во кој представуваше и канцеларот на Северна Рајна-Вестфалија, кој всушност е и поддржувач на оваа активност. Исто така беше и генералниот менаџер на ВУС Германија, кој го изразија своето задоволство за поддршката и логистиката која што ја дадовме од нашата држава, посебно од универзитетот, и како резултат на сите тие позитивни активности успеавме да обезбедиме виза, односно продолжување на овој проект и годинава. Работилницата е за изработка на CV, креирање на мотивационо писмо, симулација на интервју, кариерно советување и вмрежување. Точно така, Сонја.
Значи, целта на ова програма е Transition Support Македонија, односно трансформација од практикант до вработување. Сега, за да се овочиме со сето тоа, ние ги подготуваме студентите полесно да го поминат тој пат, бидејќи стекнувањето со тие меки вештини е важна алатка во текот на кариерниот развој на самите студенти. Затоа и започнуваме со ова работилница за меки вештини, кога студентите ќе ги надополнат своите знаења со практично подготовка на CV, како се изработува, односно кои се тие важни елементи кои што треба да ги содржи CV-то, мотивационото писмо и како да се однесуваат при интервјуирање за работа. Сите овие елементи му се важни при аплицирањето за програмата од ВУЗ Германија. Потоа, студентите со добро подготвените документи аплицираат на програмата, а оние кои ќе добијат стипендија, кои ќе ги исполнат условите, имаме уште 2 дводневни работилници во текот на крајот на ова година и почетокот на наредната година. Да кажеме дека дел од студентите веќе го добија грантови, меѓутоа постојат уште слободни места за дополнување, така да сите они останати кои што се заинтересирани можат да ги достават своите документација до ВУЗ Германија, представништво Скопје, а сите тие податоци може да ги најдат на веб страната на Центарот за кариера алумни до животно учење. Рековте дека ова програма има за цел да ги зајакне можностите за кариера на студентите на македонскиот пазар на труд, нели зборуваме тука конкретно за нашата земја. Оние кои што веќе го добиле грантот, рековме дека е во висина од 250 евра, средства што ќе им помогнат, нели, во извршувањето или додека трае нивната практикантска работа. Сега кога се работи за таа практикантска работа, самите барат студентите во која фирма, во која организација ќе бија изведувале својата практикантска работа или тоа веќе се ќе биде обезбедено од ВУЗ? Така, на почетокот, значи, оставаме студентите сами да определат во која организација сакаат да изведуваат практиканската работа. Овде морам да надополнам дека програмата која спроведуваме сега во моментот со ВУЗ Германија представува едно продолжение на она што го работевме во текот на летото, универзитетска летна пракса. Па голем дел од студентите кои што учествуваат на универзитетската летна пракса истекна свој практички искуства, веќе успешно се вклопија програмата на World University Service од Германија. Представува добра можност за студентите да ги зазјакнат своите компетенции, да се стекнат со нови вештини, а секако дека изнајањето на позиција каде би обавале практичната работа на почетокот оставаме на нив, бидејќи сепак мора да се соопаѓа со видот на образование кој што го завршили и некој што се при крај од студирањето, а доколку не можат да се снајдат, во тој случај се вклучува World University Service со понуда на фирми каде би можеле да изведуваат практиканската работа. Нели кажавте, освен грантот кој што го добиваат, тука се и семинарите и тренинзите за вработливост, за обука за апликации, подобрување на вештините. Точно така, Сонја, значи ова е само една почеток на серијата работилници кои што ги имаме организирано со World University Service Германија. Со почетокот на нивната активност во самите организации, веќе почнуваме да ги развиваме нивните комуникацијски вештини, тимската работа, справувањето со конфликти, решавањето на конфликти и ред други на активности, односно кои спаѓаат во групата на меки вештини, ако што ќе ми бидат потребни во нивниот кариерен развој. На крај само да кажеме дека ова е навистина одлична можност за сите студенти. Рековте, во ова програма, да речеме, може да конкурираат студенти кои што се во завршна година на студирање или студенти кои што веќе завршиле со образованието. Меѓутоа не повеќе од 6 месеци. Не повеќе од 6 месеци. Кажавте и самиот дека се уште има слободни места, па еве заинтересираните нека ја посетат веб страната. Слободно, значи ги повикувам сите заинтересирани студенти да ја посетат веб страната на универзитетот, веб страната на Центарот за кариера алумни до животно учење, каде може да ги најдат сите потребни информации. Таму се и нашите контакти, може слободно да не контактираат и да ги добијат сите потребни информации за кои имаат недостаток. Во секој случај, ова е одлична можност за да видат како навистина се работи и она што го учеле како теорија да го применат и во пракса. Ова е уште една потврда дека Центарот за кариера алумни до животно учење работи токму во насока по завршувањето на факултетите, на високото образование, полесно да најдат вработување, нешто што секој нормално го бара. Така е, Сонја, ви благодарам на убавите зборови, убавиот завршен коментар од ваша страна. Морам да го кажам истото и за нашето универзитетско Укло ФМ радио. Доколку не сте вие да ја промовираме нашата програма, секако дека не би биле толку успешни како што сме сега. Ви благодарам за разговор. Благодарам и на вас.
да го украдам. Сладка си ми ти, мисличите ми, утре ке те оставам или ке се заљубам. Не ги слушај нив, важен им е секој стих. Опушти се и кажи да, горе да те однетам. Па и да сам крив, земи тлабоци, подај рака звезда, пак е звездова по тебе јас. Безкрајно убава, дај ми да те прошетам јас вечер пак до пак. Небесно, слободна, дали ти би сакала со мене да си пак? Безкрајно убава, дај ми да те прошетам јас вечер пак до пак. Небесно, слободна, дали ти би сакала со мене да си? Безкрајно убава, дај ми да те прошетам јас вечер пак до пак. Небесно, слободна, дали ти би сакала со мене да си пак? Безкрајно убава. Разговараме и со Димитар Калјошевски. Добар ден и добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. А за оно што вие го работите во Светскиот универзитетски сервис на Германија, ќе ни кажете повеќе. Добар ден, драго ми е што уште еднаш ка правиме ова второ интервју. Минатата година имав чест да соработувам со овој универзитет и стварно ми представува задоволство секоја посета на овој универзитет. Како што кажавте, моето име е Димитар Калјошевски, работам како проектен координатор на проект кој го спроведува ВУЗ во Македонија. Овој проект е финансиран од покрајината Норд Рајн-Вестфалија. Целта на проектот е надградување на младите и помагање на истите да најдат својата прва работа. Исто така инвестирање во новите интелектуални капацитети во државата со цел да се подобри конекцијата помеѓу формалното образование и пазарот на трудот. Штом проектот се продолжува, тоа значи дека сте задоволни или се задоволни од она што тука сте го сработиле во изминатиот период? Да, многу сме задоволни. Минатата година 54 грантови беа дадени на млади дипломирани студенти од Македонија. Оваа година ни го додели и Косово како држава за да ги интегрираме овие две економии. Целта е отворен Западен Балкан и меѓусоработка помеѓу овие две држави. Мислам дека тоа макар ќе направи чекор поблиску до еден отворен пазар. Рековте минатата година 50 доделени грантови, како е оваа година? Оваа година првата фаза на аплицирање е завршена, има одобрено 36 досега апликации, имаше 75 студенти кои аплицираа, но оваа година пробуваме да биде поише сектори да се опфатат во програмата, да не биде многу хомогено и да биде одреден сектор само финансиран. Така да оваа година почнуваме со 35, како што кажав, а понатаму се стремиме да стигнеме до 50 во Македонија и 10 во Косово. Што како документи треба да поднесат студентите кои што се заинтересирани за учество во овај проект, добивање на грант? 250 евра месечно е грантот, нешто што ќе им помогне при извршувањето на нивната практиканска работа. Значи, за комплетната документација може да ме исконтактираат на nordmacedonia@woosgermany.d. Таму јас ќе им ги испратам сите документи кои се потребни, бидејќи ако ги набројам сега ќе се искомплицира процесот. Све што треба да направат, тоа е првиот чекор да ме исконтактираат. Од потоа преземам јас и ги водам низ патот како да аплицираат и како да направат една успешна апликација. Тука може да се пријават студенти од сите државни универзитети во Македонија.
може да се пријават од сите државни универзитети во Македонија и во Косово, од сите факултети кои се во рамките на тие универзитети, така да нема дискриминација, буквално сите сектори се опфатени во оваа програма. Меѓутоа мораме да напоменеме дека тука се работи за студенти кои што се во завршна година на студирање и кои што веќе дипломирале, меѓутоа од дипломирањето до сега еве 6 месеци има само. Да, исто така оние кои што се на мастер, додека студираат мастер, ова е одлична програма за паралелно да се извршува и мастерот и на пракса, за да знаат конкретно како да го имплементираат знаењето што го добиваат од формалното образование. Планирани се повеќе работилници со оние студенти кои што веќе имаат аплицирано за програмата. Тоа се работилници за меки вештини, комуникацијски вештини. Да, исто имаме за предприемништво, како да се стане подобар работник. Значи ги делиме потоа во две групи, имаме семинари кои се преку викенд, тие се малце по-густи со содржина, бидејќи не може многу да се реализира во еден ден. Така да од минатата година имаме многу успех. Промената од почетокот на програмата од која ќе поминат 6 месеци е дефинитивно голема, така да и успехот сам по себе кажува дека има интерес, има промена и ефектот се гледа на младите. Добро, кажете ми сега, вакви проекти се реализираат и во други држави? Да, значи во зависност од каков тип на проекти, за каков тип на проекти станува збор, World University Service е повеќе од 100 години организација, таа спроведува проекти во повеќе од 50 држави. Исто така најголемата цел е equality of education, така е представено, и тоа е целта да го спроведува со средства финансирани од Нортрен Вестфалија низ целиот свет. Искуствата од таму веројатно исто така се позитивни, штом се продолжува и се опфаќаат се поголем број земји со оваа програма. Да, значи од овој тип за сега World University Service што го спроведува е само Македонија и Косово. Од 2016 до 2019 се одржувало во Албанија. Така да успех имало и тамо, но поради некои причини тамо се прекинал проектот и сега се започнува тука. Добро, очекуваме позитивни резултати во секој случај, со оглед на тоа што минатата година 50 млади луѓе добиле стипендии. 14 од Битолскиот универзитет. Тоа е бројка за пофалба секако. Еве на работилницата денеска тука присутни студенти од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, но исто така и од други универзитети државни веќе во Македонија. Да, значи ќе имаме и од Штип студенти, се надевам и од УКИМ ќе има двајца, се очекува бројка околу 20 студенти. Мислам дека ќе биде одлична дружба. Ќе поразговараме и со нив. Да. Ви благодарам за вашето учество во програмата на Универзитетското радио УКЛ-ФМ Битола. Ви благодарам за професионалноста и се надевам и понатаму ќе продолжиме со вакви разговори. Присутните студенти на работилницата, освен со тоа што ќе имаат можност да се запознаат околу изработката на CV, мотивационо писмо, интервју при работа, исто така ќе се запознат и со тоа што значи Европас, а за тоа ќе им кажува Кристијан Саламовски, студент на факултетот за ветерина на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Кристијан, здраво! Уште еднаш да го споделиш своето искуство и во секој случај да им кажеш на твоите колеги што значи Европас и каде се може да го користат. Добар ден, јас сум Кристијан Саламовски и сум Европас амбасадор во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Ова е втор пат каде што ќе држам презентација со ВУЗ Џермани, навистина ми е мило што има иницијатива. Тука сме во студентскиот информативен центар. Студентите ќе можат да слушнат кои се можностите за Европас, кои се придобивките и зашто точно може да се користи Европас платформата во Европската година на вештини. И во секој случај каде се може да го користат? Може да го користат при аплицирање за студирање во странство, работа во странство, за некои курсеви, личен развој и слично. Еве сега ќе ни кажеш какво е твоето искуство како амбасадор, колку младите се заинтересирани за она што ти им го кажуваш? Заинтересирани се младите, ги интересира за CV-то, бидејќи насекаде веќе обврска да
да се поднеси CV на еден стандардизиран начин, лесно да се направи, прегледно е и плюс е признаено навсекаде, бидејќи платформата е развиена од Европска комисија, така да навистина добра алатка и сите млади се заинтересирани. Не се сомневам дека и денеска ќе имаш одлична презентација и дека ќе ги заинтересираш и мотивираш твоите колеги, студенти да го направат Европасот, па да можат и полесно да аплицираат секаде каде што имат потреба. Да, се надевам и јас. Сигурен сум дека ќе бидат заинтересирани. Ова е навистина една алатка која ќе има возможност да бидат признаени на секаде на сите земји во ЕО. И благодарам за разговор. Благодарам. Каде беа сите, кога не беше со сите, кога никој не се јавува, кога никој не одговара. Светот ти се сруши, во тебе човекот се скрши. Оној човек што го познавав, не може да го препознам. А јас сакам само малку да те подсетам, просветлам до тебе, бе, кога што ти беше од се, рече не може повеќе, те кренав и полета пак, до тебе, бе, јас, кога што ти беше од се, рече не може повеќе, те кренав и полета пак, до тебе, бе, јас, пак и пак и пак, те кренав и полета пак, те кренав и полета пак. Сега тебе ти е редот, да ме извадиш од бедот, одам јас потен од мраз, ко да нема спас. Сега ти ми требаш, сега најмногу ми требаш, дај ми сила што ја немам јас, дај ми причина да продолжам. А јас сакам само малку да те подсетам, просветлам тебе, бе, кога што ти беше од се, рече не може повеќе, те кренав и полета пак, до тебе, бе, јас, кога што ти беше од се, рече не може повеќе, те кренав и полета пак, до тебе, бе, јас. Пак и пак и пак, те кренав и полета пак, те кренав и полета пак. Пак и пак и пак, те кренав и полета пак, те кренав и полета пак. А сега во продолжение слушнете ги и разговорите што ги водевме со студентите кои конкурирале на проектот кој го спроведува Светскиот универзитетски сервис на Германија и веќе добиле грант. Верче Коневска, дипломец на Техничкиот факултет во Битола, сега веќе запишана и како студент на втор циклус студии на Техничкиот факултет, е една од добитничките на грантот на Светскиот универзитетски сервис на Германија, ВУС, присутна на работилницата. А Верче, здраво, добре дојде во програмата на УКЛО ФМ Битола. Здраво, ви благодарам. Веќе кажав, добитник си на грантот на Светскиот универзитетски сервис на Германија, што тоа ќе значи за тебе? Добивањето на овој грант ќе значи едно искуство плюс, каде што искуството е конкретно насочено да се запознаеме со работава на струкава на која што дипломиравме. Присутна си на работилницата тука, што се организира во Студентскиот информативен центар на УКЛО. Ќе работите на подобрување, да речеме, на меките вештини, изработка на CV, мотивационо писмо, интервју при работа. Да, во нас не е сетото познато, но никогаш не е на одмет да се запознаеме уште појки и да стекнеме уште поголеми вештини и да се развиваме.
Грантот што го доделува Светскиот универзитетски сервис на Германија е во висина од 250 евра месечно за изведување на практиканска работа во некоја организација, установа. Имаш веќе одбрано каде би ја реализирала таа практична работа? Да, ќе бидам во фирмава DASA Consulting Doel, увоз извоз Битола. Што таму од тебе ќе се очекува? Па, ќе се очекува да поработиме на делов околу проектирање во изработка на сообраќајните проекти, изработка на стручните експертизи за од областа на вештачењата. Нешто што сигурно многу ќе ти помогне понатаму во твојот професионален развој. Па да. Добро, во оваа прилика само кон крајот да кажеме дека од оваа академска година ти ќе бидеш и демонстратор на втор циклус студии. Уште една твоја ангажираност. Да. Годинава еве како студент на втор циклус студии, ќе бидам ангажирана како демонстратор кај тројца наши професори од факултетов, па се надевам како и досега ќе бидеме успешни. Ти посакувам успех, навистина. Благодарам. Наталија Танасовска, веќе дипломиран студент на правниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, сега магистрант. Да, за скоро. Наталија, и ти си пријавена за овај проект што го реализира Светскиот универзитетски сервис на Германија во соработка со Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Како разбрав за конкурсот, за проектот? За конкурсот дознав преку мој другар, колега на економски факултет Прилеп, кој што блани беше корисник на оваа платена пракса и одлучив да се пријавам за истиот и да искористам можноста. Веќе си одбрана да бидеш и ти? Да, веќе сум одбрана за да бидам добитник на овој грант. Имам склучено договор со адвокат, каде што ќе обавува мојата пракса, каде што и веќе сум практикант од март месец и тоа ми овозможи да стекнам подобро искуство и знаење понатаму за полагање на правосуден испит. Во секој случај, ваквите активности значат многу за студентите, треба само можеме малку повеќе да се информираат, да дознаат што им се нуди, па да конкурираат и еве како тебе да имаат можност да добијат и ваков грант. Точно така, веста за овој грант беше споделена и на ниво на универзитет, но јас, како што забележав на почеток на првата презентација, имаше многу слаб интерес од студентите од нашиот факултет. Може би поради активности други кои што немаат време или не се интересираат, а е голема можност да се искористи. А може би се двоумеа дали би можеле како од одреден факултет да учествуваат, меѓутоа организаторите кажуваат дека тука може да се вклучат студенти од сите единици на универзитетот, така да нема разлика дали од правен, од технички, од биотехнички факултет. Да, точно така, без разлика на кој факултет може да се вклучат и да бидат корисници на оваа платена пракса. 250 евра месечно е грантот кој што ќе го добивате, сигурно многу ќе помогне. Да, дефинитивно истиот значи, бидејќи и се усовршуваме и мотивација за понатамошен напредок. Веќе запишана на магистерски студии? Да, веќе сум запишана на магистерски студии, подготвена ми е магистерската, уште одредени формалности за нејзина одбрана. Во меѓувреме рече веќе работиш како практикант во адвокатска канцеларија. Со добивањето на овој грант значи ли тоа дека практиканството ќе се продолжи понатаму? Да, точно така, ќе се продолжи практиканството понатаму, исто ќе продолжам да бидам на пракса ке истиот адвокат за полагање на правосуден испит за да ги исполнам условот. Ти благодарам за одвоеното време, ти благодарам за разговорот и секако посакувам успех. Нема за што ви благодарам и вас. Нема еуфорија, само мораторија. Со тебе имам само драма, па не ме мислиш што сум сама. Зашто тешко некој може да ме добие, после тебе друго сторие. Што ми е, не знам, стварно шо ми е. Сакам мир, ама стоја твоите немири. Таки не ме занима кај со кој си ти. Чувам тајни, само лоши спомени. Само за тебе се дали ти би. Јас за тебе се, но ти за мене дали би. Стварно не знам дали би. Беше лесно ќе заборевам да провери. Кажи со поглед, немој со спорови. Сите знае дека многу барам. Сите знае дека барам. Не се замарам. Сите знае дека многу барам. Сите знае дека барам. Не се замарам.
Сега касно е дори да се промениш. Срце рани е глава полна сумнежи. Само за тебе се дали ти би. Ја за тебе се, но ти за мене дали би. Стварно не знам дали би. Вече лесно ке заборевам, не провери. Кажи со поглед, немој со зборови. Сите знае дека многу барам. Сите знае дека барам. Не се замарам. Сите знае дека многу барам. Сите знае дека барам. Не се замарам. Веќе кажавме дека на работилницата се присутни студенти од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, но исто така има и студенти од Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Разговараме со... Здраво, јас сум Кристина Драгарска од Градежниот факултет во Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методи исто во Скопје. 4-та година или? Веќе дипломирав и имам шанса да искористам програмата. Како разбра ти за оваа програма? За програмата разбрав од сестра ми, која беше учесник во минатата година. Имаше позитивни искуства и ми предложи јас да се приклучам. Какви се твоите очекувања сега? Да стекнам во текот на праксата нови знаења и да ги искористам оние вештини кои што сум ги стекнала во текот на првиот циклус на студии и да го надополнам или досегашното признање. Веќе имаш добиена потврда дека си добитник на грантот? Да, вчера ја добив потврдата. И имаш веќе решено каде ќе ја извршуваш таа практиканска работа? Ја избрав фирмата, тоа е Брик Инвест од Скопје, каде предходно имав чест да бидам дел како затоа што имав задолжителен предмет пракса на факултетот и сега како повторно таму, да, ќе продолжам. Како постарите колеги, односно повозрастните колеги гледат на вас, младите? Подготвени се да ви помогнат во извршувањето на работите кои што ги имате? Да, секако, како дефицитарен кадар, како градежници, чести ме да соработуваат со нас и несебично да ги споделуваат нивните искуства. Ова работилница денеска тука е за развивање на меки вештини, изработка на CV, мотивационо писмо, интервју, нешто што може би веќе си го работела или? Па добро, изработка на CV, мотивационо писмо може би да, но интервју во живо ќе биде едно искуство кое ќе не е подготвиво за да сме спремни за реални такви интервју. Во секој случај ова е одлична можност за вмрежување, можност за стекнување на нови пријателства. Денеска тука полна е салата во студентскиот информативен центар на УКЛО, на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, студенти од секаде, тодуша повеќе од Битола, од Битолскиот универзитет, но одлична можност да се запознаеш со некој и да остане дружба понатаму. Токму така, иако неколку и познавам, затоа што сум јас сум од Битола, покрај тоа што студирам во Скопје, и се разбира, се надевам дека ќе запознам и ќе останеме во контакт. Ти благодарам за разговорот и успехи понатаму. Ви благодарам и вас. Стефани Цијуновска, веќе дипломирана студентка на Педагошкиот факултет во Битола, исто така добитник на грант од Светскиот универзитетски сервис на Германија. Стефани, здраво и на почеток, убаво што си успела да го добиеш и овој грант, затоа што ќе значи на некој начин и продолжување на она што значеше летна универзитетска пракса. Здраво, мило ми е што сум тука. Покрај напорна работа, 4 години на факултет, да завршиме со еден убав настан, тоа беше универзитетската летна пракса, меѓутоа и сега добитник сум на пракса 6 месеци, добив грант од 250 евра, да. И да, си одбрав своја компанија, ќе си одам таму, ќе бидам 6 месеци во основното училиште Стив Наумов, таму ќе работам, ќе учам. И така да и ќе си земам пари. Во секој случај нешто што на секој млад човек нели му е потребно. Во секој случај добивањето на грантот значи и посета на работилници како ова денешната и понатаму обуки и семинари.
Да, па со цел на зајакнување на некои компетенции, стекнување на нови, мора да доаѓаме на обуките кои ќе ни помогнат на тоа како во иднина да изработиме подобро CV, мотивационо писмо, меѓутоа и да ги зајакнеме и нашите лидерски вештини. Во секој случај, ова е одлична можност која што еве ти си ја искористила, меѓутоа што ќе им порачаш на младите, на твоите колеги, на оние што сега се запишуваат или се при крај на своето образование? Јас би сакала да им порачам покрај тоа што ќе учат, да ги искористат сите можности кои ги нуди нашиот универзитет. Има прекрасни обуки, имавме нели и танц, да искористат се што се нуди, бидејќи тоа ќе им помогне понатаму во животот. Па и учеството во ваквите проекти и конкурирање, нели, ова е се со цел да им се помогне полесно да се снајдат на пазарот на трудот, а една ваква платена практиканска работа во секој случај многу значи. Точно, тоа е така, бидејќи секогаш нели покрај CV-то во тоа каде дали имаме работено нешто, се важни и овие обуки и нели волонтерски настани, сето тоа. Не е само да кажеме дека еве завршивме, зедовме дипломата, па ајде сакаме да се вработиме, нели без пракса ништо не е возможно. Стефани, ти благодарна за разговорот и успешна практиканска работа. Ви благодарам и вас. Сите мои слики што ги чувам, што ги редам и подредувам, само една не ми дава мира, од глава не излегува. Еден човек и една жена само, месец млад и блага светлина, еден за друг знаат што им треба и место нив ветрот зборува. Песно моја спеснуваш, во мене остави да се најдеме по тебе. Звездо моја блеснуваш, за мене се уште пише ме во тебе. Сите мои слики што ги чувам, сите мои сеќавања, тажни океани пловам по нив, да ме потонат у небо жар. Песно моја спеснуваш, во мене остави да се најдеме по тебе. Звездо моја блеснуваш, за мене се уште пише ме во тебе. Песно моја, звездо моја, желба моја, само моја, ти се сила каква нем, ти се сила што ме тера, Божи глас да чуим, во себе што ме крена, вечна љубов, јас да парам, вечна љубов со неја да најдам. Песно моја спеснуваш, во мене остави да се најдеме по тебе. Звездо моја блеснуваш, за мене се уште пише ме во тебе. Во тебе. Во тебе. Се уште пише ме во тебе. На крај да кажеме дека во наредниот период најавени се и други работилници и обуки со кои студентите, добитници на грантот за практиканска работа од овој проект, ќе добијат знаења и вештини, поддршка во фазата на транзиција од студирање до вработување. Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а и уреди и водеше главниот и одговорен уредник на УКЛО ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груеска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Знам
дека нешто криеш ти, знам јас. Кажуваш без зборови, по твоите очи познавам. Во срцето ти допирам. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина. Сега види со мене. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина. Сега види со мене. Сами до зори, јас и ти сами, без никој да не раздели. Ме носиш како бранови, на некој места скриени. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина. Сега види со мене. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина. Сега види со мене. 3, 2, 1. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина. Сега види со мене. Укло ФМ Битола, октомври 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло ФМ Битола.